Не стивнува скандалот со парите од ПИОМ. По реакциите кон министерката Мила Царовска, денеска дел од реакциите насочени кон говорот на вице-премиерот Бујар Османи. Во обид да ги одбрани кадрите на ДУИ, кои со години директоруваат со ПИОМ, Османи се закани со тужби кон новинарите. Осуда за постапката на Османи пристигна од повеќе места. Реагираше ЗНМ, професорката Миријана Најчевска, како и поранешниот министер за финансии Джевдет Харедини. Напоменуваме дека работа на медиумите да истражуваат и изразуваат сомневања за сите функционери без разлика од која партија доаѓаат, а владините представници, во случајов вице-премиерот кој е задолжен за евроинтеграциите, треба да се воздржат од закани со тужби во духот на слободниот говор за кој декларативно се залагаат. Парите не се наоѓаат таму каде што требало да се наоѓаат. Тоа се вика противправно располагање со туги средства или народски кражба. Кога Османи ќе изјави дека тоа е направено од некоја претходна влада, не е само смешно, туку и безобразно. Дуи крадеше и мамеше 11 години како дел од таа претходна власт и продолжува тоа да го прави како дел од актуелната власт. Тоа што крадењето и мамењето го прави на албански јазик не значи зголемување на правата на албанците во Македонија, туку измотување со сите граѓани во државата. Доколку за директорот на пензискиот фонд преносот на парите од сметката на фондот кон сметката на вториот столб е толку тежок, тогаш од партијата нека бара некоја полесна работа или нека не се јавува на работа, бидејќи министерот за финансии платата ќе му ја дозначи дома, што нема да биде ниту прв, ниту последен случај. И додека растат реакциите на сметка на Османи, продолжуваат обвинувањата на ДУИ наменети за министерката Мила Царовска. Артан Груби во едно телевизиско гостување и порача на Царовска дека не раководи невладина организација, туку министерство и дека треба вината да ја бара во себе. Обвинувања пристигнаа и од ВМРО ДПМН. Кој ќе понесе одговорност за скандалот тежок десетици милиони евра? Дали Мила Царовска ќе си даде оставка или директорот на ПИОМ Шаип Зенјели? Или според нас најдобро и двајцата си дадат оставки, а јавното обвинителство да отвори случај и да го сослуши и актуелниот директор на ПИОМ и министерката на СДСМ Мила Царовска. Реагираше и групата Цивитакс, која бара од министерката Царовска детална презентација на наодите, како и детална истрага од страна на владата. Нашата редакција контактираше дел од поранешните членови на управниот одбор на ПИОМ, а тие вела дека на седниците никогаш не биле споменати вакви податоци. Сепак, експертите кои ги контактиравме велат дека членовите на управниот одбор имаат увид во завршната сметка, преку која имаат увид и во финансиите на ПИОМ.